На седницата на Советот на општина Демир Капија беше усвоена програмата за работа на Советот на општината за 2019 година, а веднаш потоа беше донесена и одлука за одобрување на програмата за организација на манифестацијата Денот на лозарите Свети Трифун, насловена како Недела на традицијата Свети Трифун 2019. Оваа манифестација ќе трае 4 дена, а ќе биде проследена со голем број на активности. Третата и четвртата точка од седницата на Советот на општина Демир Капија беше усвоена откако беа разгледани и донесени одлуките за урбанистичките планови на село Корешница, катастарска општина Корешница, општина Демир Капија, и одлуката за донесување на урбанистички план на село Клисура, општина Демир Капија, за кои се добиени сите потребни согласности и мислења од надежните министерства. Петата точка од актуелната седница на Советот беше за разгледување и усвоена, се однесуваше за донесувањето на одлуката за измени и дополнување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за тековната година согласно законската измена со одлука на влада на РМ. Потоа се премина и на шестата точка која се однесуваше на одлуката за одобрување на извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани неплатени обврски за кои се одобрува извештај согласно Законот за финансиска поддршка на ЕЛС за финансирање на доспеани а неплатени обврски. Во продолжение на оваа седница на Советот на општина Демир Капија беа на дневен ред 7-та и 8-та точка на дневниот ред, по разгледувањето на истите беа усвоени, а истите се однесува на донесување на одлука за траен отпис на побарувања од евиденцијата на општина Демир Капија и отпис на застарени обврски од буџетот на општината, за кои одлуките биле застарени, а побарувањата исто така се бришат од евиденцијата на регистарот на базата на податоци во буџетот на општината. Деветата точка по разгледувањето беше усвоена, истата беше насочена кон донесување на одлука за формирање на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка меѓу општина Кавадарци и општина Демир Капија. Потоа се премина на материјалот кој се однесуваше на решението за именување на членови во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка на Кавадарци и општина Демир Капија. 11-та точка беше исто така слична на претходните две, а се однесуваше на одлуката за воспоставување на меѓусебна соработка меѓу општина Кавадарци и општина Демир Капија. Наредната 12-та точка од дневниот ред на седницата на Советот на општина Демир Капија се однесуваше на одлуката за давање на согласност за финансиско учество во предлог проектот изградба на улици во село Корешница, а по разгледувањето истата беше усвоена. Одлуката се однесува на сопствено учество од 50% за аплицирање со проектот преку Бирото за регионален развој. По разгледувањето на наредниот материјал на 13-та точка беше усвоено решението за формирање на локален совет за превенција за територијата на општина Демир Капија, а потоа беше донесена и соодветната одлука, односно заклучок за усвојување на извештајот за работа за постигнати резултати од првото полугодие на основното општинско училиште Димче Ангелов Габерот. До крајот на оваа седница на Советот на општина Демир Капија беа разгледани и други материјали, меѓу другите се даде согласност за зголемувањето на надоместокот за отпадни води, кој е во согласност со решението за утврдување на тарифи добиени во регулаторната комисија за енергетика, и тоа за физички лица да изнесува 6,68 денари за оваа година и 6,96 денари за 2020 година, 7,30 наредната 2021 година, а надоместокот за правните лица ќе изнесува 13 денари за 19 година и 13,25 денари за 2020 година, како и 13,50 денари за наредната 2021 година. Една од точките на оваа седница беше и разгледувањето и усвојувањето на решението за давање на согласност за одлуката за зголемување на цената на водата за пиење, кој е во согласност со решението за утврдување на тарифи преку регулаторната комисија. Истата ќе изнесува 18 денари за тековната 2019 година, односно 18,50 денари за наредната 2020 година, додека за правните лица во 2021 ќе изнесува 19,50 денари, односно 35 денари за 2020 година и 36 денари за 2021 година. И наредните 4 точки на актуелната седница на Советот на општина Демир Капија, која беше доста значајна за животот на општината, беше насочена кон давање на решение, односно согласност за финансискиот извештај по годишната сметка за јавното претпријатие за комунални работи Бошава Демир Капија
за 2017 година и решението за давање на согласност за годишниот извештај за работењето на јавното претпријатие за комунални работи Бошево Демир Капија за 2017 година. Решение за давање на согласност за план на измена и дополнување на годишниот план за вработување во текомната 2019 година, како и решението за давање на согласност за годишната програма за работа и развој, каде што е вметнат и финансискиот план на јавното претпријатие за комунални работи за 2019 година.